Во недела жителите на сите општини и на градот Скопје ќе гласаат за избор на нови градоначалници и општински совети. Токму поради тоа, оваа информативна програма на телевизија Мега ја посветуваме да слушнат нашите гледачи и секако жителите на Битола и оние кои ги интересира развојот на Битола во понатамошниот 4-годишен период. Што имаат да понудат четворицата кандидати за градоначалник? Вечерва во студиото на телевизија Мега ги поканивме четворицата кандидати. Но за жал, нашите гледачи ќе можат да ги слушнат проектите, плановите и мислењата само на тројца од кандидатите. Вечерва со мене во студиото е господинот Зоран Илиевски, кандидат од ВМРО-ДПМН и коалицијата, со реден број 13 на гласачкото ливче, затоа и ве представувам по овој редослед. Добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Второто столче беше резервирано за Наташа Петровска, кандидатката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Меѓутоа, иако нејзиното присуство вечерва овде беше претходно договорено и потврдено, сепак во последен момент, под изговор дека има поклопувања во агендата, нејзиното гостување беше откажано. Нашите гледачи вечерва ќе останат покуси да ги слушнат проектите и плановите од програмата на кандидатката Наташа Петровска. Инаку Наташа Петровска на гласачкото ливче е со реден број 19. Вечерва со нас во студиото е и независниот кандидат за градоначалник на општина Битола, господинот Јорго Огненовски, чиј реден број на гласачкото ливче е 57. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И со нас исто така е и господинот Кирчо Ташков, исто така независен кандидат за градоначалник на општина Битола, чиј реден број на гласачкото ливче е 82. Добро вечер и за вас. Добро вечер, ве поздравувам сите во студиото, исто и граѓаните на општина Битола. Благодарам. Јас уште на самиот почеток ќе ви се заблагодарам што се одзвавте на нашата покана. Веќе ви е познато, меѓутоа на самиот старт правилата на оваа дебата. Имате по 3 минути одговор на секое прашање, по 1 минута за реплика, 30 секунди за контрареплика. Сепак ќе ви дозволам да ги завршите вашите мисли, но да се задржиме на темизите заради тоа што нас како медиум тоа ни е обврска. Ќе започнам со она што е најактуелно и најповеќе ги интересира сите граѓани според она што ние од на терен можеме да го евидентираме, а тоа е темата економија. Според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Македонија, последната статистика покажува дека во Битола има повеќе од 5000 невработени лица. Тоа е еден голем проблем, па би сакала да слушнам што имате предвидено во вашите програми за решавање на овој проблем. Добар ден, добро вечер на сите ваши гледачи. Економијата е всушност најсуштинскиот проблем кој што не мачи сите нас и сметам дека кој да било функционер, дали бил градоначалник, дали бил повисок функционер, треба да обрни поголемо внимание на таа област. Можам да кажам и да се пофалам на еден начин дека мојата партија ВМРО-ДПМН во овие изминати 10 години додека ја управуваше Република Македонија, направи многу на тој дел. Само еден податок, бројот на вработени лица е зголемен за 170.000 нови вработени лица, или груби бројки, ако порано, кога дојдовме во 2005, тоест 2006, кога се презеде власта во Република Македонија, бројот на вработени лица беше некако околу 500 и нешто илјади, сега е близу 700 и нешто илјади вработени лица во Република Македонија. Тоа се прави со константно вложување во тој дел и тоа како модел беше преземено од локалната власт во општина Битола и се инвестираше во индустријската зона Жабени. Значи планирам како иден градоначалник да продолжам со инвестициите во индустријската зона Жабени, чисто за еден податок кој што верувам дека граѓаните на општина Битола го знаат. Таму во фабриката Кромберт и Шуберт се вработени повеќе од 4300 наши сограѓани. Фабриката веќе се шири, ќе бараат веројатно дополнителни вработувања. Значи планирам да продолжи инвестицијата во тој дел, инфраструктурата во индустријската зона Жабени да се комплетира и да оние две фабрики кои што веќе најавија дека напролет ќе почнат да се градат објекти, можат слободно и со полн капацитет да функционираат. Че тоа е еден сегмент кој што ние како, тоест јас како градоначалник ќе го продолжам и ќе го да речам ќе го протежирам. Другиот сегмент е
како градоначалник, како локална самоуправа, планирам квартално, а некој пат и побрзо, да имаме редовни средби со стопанствениците во општина Битола. Бидејќи не се состои инвестирањето во економијата само во инфраструктурата. Се состои во стални контакти, во помош логистичка на тие фирми, нормално и барање помош и логистика од фирмите спрема општината, во остварување на контакти со нашите збратимени градови, каде што јас како градоначалник ќе имам сигурно поинтензивни состаноци, поинтензивни контакти, поврзување на стопанствата на збратимените градови со нашите локални фирми, барање начин да нашите локални фирми се вклучат како добавувачи на големите странски инвестиции во Република Македонија. Сакам да потенцирам дека со моето работно искуство, со мојот ангажман моментално како пратеник, имам доста контакти кои што планирам да ги интензивирам и да ги поврзам, нормално после тоа ќе зависи и од нив самите, не само од мене како градоначалник, да ги поврзам, да ги остварам контактите за можност за поголема соработка на локалните фирми со странските добавачи и странските фирми кои што екзистираат не само во Битола, туку екзистираат. На тема инвестиции и соработка со бизнис секторот ќе продолжиме нешто подоцна. Морам тука веќе и да ве прекинам, истекоа тие 3 минути. Господине Огненовски, повелете, како ќе помогнете во однос на вработување во општина Битола? Тоа е најважно и најболно прашање на граѓаните на општина Битола и за жал, бидејќи досега тој проблем не е решен како треба, во случајот зборуваме за Кромберг Шубер 4.500, 3.500, тоа мисламе се е во ред, запослени се луѓето, но нас многу повеќе илјади млади луѓе, стручни кадри ни замина од нашата општина. Значи јас лично зборувам дека ситуацијата во општина Битола е катастрофална во однос на запослувањето. Како тоа ќе го постигнам? Пред се, за да го постигнам тоа, треба да го уништам политичкиот криминал. Политичките криминалци ни се наопасни овде во Битола. Значи, постојат луѓе кои што работат во Битола нон-стоп, не за нас, за граѓаните, против нас. Значи, ако немаме уништување на политичкиот криминал, ние нема да имаме ни стопанство, ни економија, ништо. Значи, имаме одредена група на луѓе кои што само за себе си мислат. Еве примерот со градоначалникот, не сакам името да му го спомнам, 12,5 години пустош остави во Битола. Ние сите знаеме што се случува со Битола. Да не зборувам пред тоа другите партии што бе. Значи се менуваат две големи партии со нивните коалициони партнери, кои што еве на некој начин се, слободно можем да кажам, го предаваат народот, кои некои предавници се приклучуваат во група на сојузи, коалиции, што ги викаат само за своји лични интереси, се продаваат малите партии, главните нивни, дали се председатели, некои други за пишливи директорски места. Фактички хаос постои. Тоа мора да го уништиме, значи мора да се работи. Секој што ќе дојде на власт треба да работи по закон, а не за своји лични интереси, да ги запослува своји луѓе и така натаму. Јас би го направил тоа, се разбира, со отварање на фирми, фабрики, мини фабрики во земјоделие, стопанство, сточарство, живинарство. Имаме тука потенцијал, Битола, Пелагонија. Треба да ни биде житни, бидејќи ја имаме како таква, треба да биде Битола, општината Битола, водител на производство на храна. Од сурове, пример, како што се домати, пиперки, па месо до финални производи, за да можеме ние нешто да увезуваме, да се ориентираме малце на странскиот пазар. За тоа ќе постигнем, се разбира, треба пари. Пари во општината се трошат сегде, само не се трошат во конкретниот случај за, зборуваме за фабрики, фирми. Ќе постигнем со странски инвестиции, странски корпорации, се разбира наши од диаспората луѓе кои што имаме доста богати, се плашат да дојдат да инвестират, бидејќи ситуацијата 27 години е катастрофална. Кој дојде, значи се уништува. Ние не одиме напред, ние пропаѓаме стално. Кој ќе ги замени тие 4.500 ако се запослени во Кромберг Шубер, кој избркавме 27-8.000 луѓе, затворивме сите фирми. Ви благодарам, господине Ташков. Истото прашање и за вас. Отворање на нови работни места, односно намалување на невработеноста во Битола во следните 4 години. Видете, економијата, невработеноста и вработувањата се вистина еден голем проблем, не само за општина Битола и на ниво на држава.
Значи, сите овие вработувања излегуваат од целокупните инвестиции што ги програмира државниот систем. Значи, видовме во последните години дека стварно има некој подем на вработување на ниво на држава. Мислам, тоа е факт. Мислам, тоа не може никој да го избриши. Ама во тие вработувања не застанат цврсто државата, да застане да ги заштити работничките права. Тука е најголемиот проблем. Што се однесува до општина Битола околу вработувањата, вистина има некои вработувања направени се, значи во приватни фирми, во Кромберг Шуберт, сепак не се заштитени работничките права. И друго да истакнам, околу инвестициите што се странските инвестиции и домашните инвестиции. Сега за време на кампањата жалосно е што од нас кандидатите некои се представува дека ќе има некои инвестиции, конкретни работи не кажуваат со кој ќе инвестират, кои се тие фирми што ќе инвестират. Видовме ние во изминатиот период дека се шпекулираше дека некои нови инвестиции во индустријската зона ќе доваѓат. За жал, граѓаните не видоа такви нешта. Единствено во индустријската зона се случи тоа што го каже и господин Илиевски, дека Кромберг се инвестира и доста вработување има. Тоа е факт. Мислам, сите тоа го гледат граѓаните. Кој е инструментот, градоначалникот, целокупната администрација на општината, значи да изработи еден проект со поголеми вработувања. Тоа е најбитното. Во овие изминатите години видовме и ние самите дека координацијата внатре во институцијата општина е пореметена. Градоначалниците во овие изминати години, сите градоначалници си зедоа поголема слобода и не им дадоа на граѓаните што го барат, во смисла сега, пошто зборуваме за вработувањата и инвестициите. Тоа не го видоа. Значи, ние, четворицата кандидати, со ова наше размислување што го даваме, треба граѓаните да размислат кој ја збора вистината, кој не ја збора вистината. Значи, сега на 15 да се одлучат кој од нас четворицата кандидати зборува за вистината. Само еден мал пример ќе ви кажам. Завчера имаше едно интервју во старата индустријска зона во Битола. Представници од политичките партии отидоа таму да се сликат, кои за жал 7.500 битолчани останаа без работни места во таа исто стара индустријска зона. Па тоа е недозволено. Плюсто, со закани од централната власт дека ќе седеле за цела ситуација ако добиел градоначалник нивната партија. Па тоа не е дозволено. Не сме централната власт сега да ни се меша во предизборието за нашето аплицирање за градоначалници. Тоа не сме никогаш и не треба и не е дозволиво тоа. Значи, оние истите политички структури што Битола е уништија после 90-тите години во тие производствени капацитети, сега истите тие луѓе заставаат таму и кажуваат некој благодет дека ќе дојселе во таа ситуација. Ви благодарам. Дали имате реплики? Повелете. Значи, сакам да надополнам колегата. Мешањето на централната власт, мисля, че дека луѓето треба да сватат дека без обзир кој кого меша, на крајот на краиштата, тој што ќе биде избран за градоначалник треба да ја работи работата. Дали јас, дали Наташа, дали вие. Значи, ние можеме да се повикуваме на централна власт, можеме да се повикуваме на партии, можеме да се повикуваме на што сакаме. Јута ние, како личности, утре други ден, јас или вие ќе бидете градоначалник, вие треба секој ден да ги решавате проблемите на граѓаните. Тоест, градоначалникот треба секој ден да менаџира со јавните предпријатија, со образованието, со случувањата во градот, да менаџира со проблемите на граѓаните. Ние може да се повикуваме на што сакаме. Меѓутоа, одлуката која што граѓаните треба да донесат на денот на гласање, тоа е дали ние, што сме предложени, имаме капацитет тоа да го направиме и како ќе го направиме. Повиквањето и штитењето и бекапот на еден начин од некои други луѓе не е тоа што треба да ги води при одлуката. Треба да ги води нашата способност и нашата професионална ангажираност претходна како гаранција дека ние тоа што сме го ветиле ќе го направиме. Дали може би вие имате? Да, сигурно јас имам. Кај нас во Македонија, за жал многу се зборува, 26-7 години, стално повторуваме, но малце на оваа тема се работи, конкретниот случај.
градоначалниците досега во општина Битола. Значи, нема исклучок. Ја слуша централната власт, политичките партии. Ние работиме за Скопје, белуѓе. Не за Скопје како град, како жители. Работиме за политичките партии. Не може да не му си послушни. Верувам дека господино Илиевски ќе си ги слуша горе, мора да ги слуша, нема друго чаре, многу се моќни. Значи, и исто се однесува за Наташа. Значи, тоа е тоа. Не мој да се лажиме тука, се знае. Кој ќе дојдат од политичките партии градоначалници, Битола понатаму тони. Бидејќи немаат ни сила, ни мој двата кандидати што се од политички партии. Затоа јас лично се кандидирав да промениме еднаш, да остане ово ништување и лаги што постојат и преварантни работи што не преваруваат нон-стоп. Господине Ташков, дали вие имате реплика? Повелете. Сакам исто да истакнам дека сега за време на предизборието, значи во изминатите 26 години за сите избори, значи политичките партии на граѓаните им нудат исти проекти, не издржани. Само една мала констатација да се обратам кон господино Илиевски. Рек Битола е 12 километри. Рек Битола. Рек Битола 26 години тој проект се влечка во сите изборни за сите избори се влечка. Сега исто се нуди гасификација. Гасификацијата е... Ке зборуваме подоцна и за тие. Само да ви кажам, ова е само констатација. Мислам, сепак сакам господин Илиевски нешто да се надоврзи на сето ова, пошто тој сепак е во централната власт беше толку години, сепак поголемо искуство имал во нас, тоа е непрекисновано дека е тоа така, мислам, немаше од тук. Сега за гасификацијата. Гасификацијата е стигната до Неготино. Од Неготино до Битола има 100 километри. Нака си напрат граѓаните е на математика колку години ќе им треба да стигне до Битола. Значи 12 километри топлификација рек Битола, сега нака си напрат граѓаните колку години ќе им треба да стигне до Битола гасификацијата. Ви благодарам. Ке зборувам, претпоставам за тоа. Да, капиталните проекти ќе ги разговараме нешто подоцна, малку ми избегавте и од темата. Јас сепак би сакала на самиот старт да останем уште малку на темата економија. Сите тројца споменавте инвестиции, отварање на нови фабрики. Изминатите години имаше еден тренд во Република на Македонија на привлекување на странски инвестиции. Господинот Илиевски го спомна тоа. Дали планирате да продолжи трендот на привлекување на странски инвестиции, меѓутоа дали планирате и поддршка на домашни компании? Повелете, господине Илиевски. Трендот кој што подол период се случува во Република Македонија за привлекување на странски инвестиции, за жал, овие 5 месеци е запрен. Дури има најава на заминување на постоечки странски инвестиции од Република Македонија. Тоа го најави Джонсон Контрол во Скопје. Знаете многу добро дека Фени, големата фабрика што се наоѓа Кавадарци, најави затворање заради блокада од фирма собственост на вице-премиерот Кочо Ангјушев. Исто така најавени се дека ќе се укинат субвенциите за странските инвестиции, дека ќе се зголемат даноците во Република Македонија, што воопшто не им е пријатно да го слушнат странските инвеститори кои што се тука. И за жал тој тренд, значи не само што е запрен, туку и трнете по надолна линија. Да не зборувам за другите катастрофални резултати во областа на економијата, за намалување на просечна плата, за намалување на бруто домашен производ, за намалување на проекциите за развој на економијата во Република, за задолжување од половина милиарда евра во овие 5 месеци. Сето тоа кажува дека ова гарнитура што е на власт нема капацитет да проложи со такво темпо и со развој на странските инвестиции. Што јас како градоначалник иден можам тука да направам? Јас можам да се задржам на локално и тоа го кажав, потенцирав, ќе продолжиме со развој на инфраструктурата во Жабин, значи да створиме услови да можат да си дојдат на странски инвестиции. Ќе продолжам со интензивни контакти со збратимените наши градови, заедно да ги поврзувам со стопанството, со стопанските субјекти во Битола. Ќе работиме на подобрување на условите на образованието на младите, во смисла на подобри услови за образование, да имат спортски сали, училишта, за да можат да се сеќат комотно во тој дел.
Ќе продолжиме со инвестициите во спортот, во културата, за да младите се осеќаат пријатно и во останатиот дел на денот, за да можат да си функционираат и да си сакаат, да речем, да бидат тука, да функционираат, за утре други ден да имат и желба за вработување во капацитет што ќе бидат тука отворени. Со еден збор, преку оформување на услови за подобар живот на граѓаните, на младите и подобра бизнис клима во градот, во општината, за да можеме да привлечеме луѓе. Да не заборавиме, Битола е град со историја, Битола е град со традиција и мора да ги подигнеме сите наши капацитети расположливи на уште повисоко ниво, за да бидеме поголем магнет за странски инвеститори. Само уште ова да го спомнам, железничката пруга која што почна да се гради од Битола спрема грчка граница, ќе продолжи со градба на пролет и ќе биде уште дополнителен мотив и дополнителна причина за подобро поврзување и подобро функционирање на бизнисот во градот. Ви благодарам, господине Огненовски. Во однос на привлекувањето на странски инвестиции и поддршка на домашните компании во следните 4 години. Тоа е неминовно. Ние мора тоа да го правиме, да продолжиме, да привлекуваме странски инвестиции, бидејќи странските инвестиции се многу важни за општината Битола, се разбира важни се за цела Македонија, но да се фокусирам на Битола. Исто така да ги уклучиме нашите инвеститори, значи ние му даваме огромни бенефиции, во конкретниот случај со Жабени што зборуваме со фабриката. Значи не само тоа што бенефициите се дека може да му дадете колку сакате плата, дали ќе бидат 150-200 евра, помалце поќе, ама ние ќе ви покриваме трошоците, без пари све друго ќе ви дадеме. Наредни 10 години нема даноци да плаќате и така натаму. Значи ние на некој начин, не знам колку, 220-250 милиони евра се потрошени субвенција за странските инвеститори. Тоа на некој начин мене не ми се допаѓа, затоа што ние, ако привлекуваме странски инвестиции, треба да кажеме, слушајте луѓе, доаѓате тука, ги имате овие бенефиции, но минимална плата, пример, ќе биде 18-20 илјади денари. Немаш да продаваш ти битолчени како бело робје. Затоа сите бегаат. Дали се инженери, електроинженери, дали се обични работници, сите заминуваат. Значи, во секој случај, да ќе го поддржувам и исти бенефиции ќе му дам и на нашите. Значи, на нашите инвеститори ќе му дам, ако даваме за странски инвестиции бесплатна земја, и на нашите. Ако му даваме овие бенефиции, на нашите ќе му даваме. Значи, не можеме да работиме без инвестиции, бидејќи ние не сме богата земја, но исто ќе додам, например, ние јас како градоначалник во општината Битола, ако треба да се градат фирми и фабрики, да привлекувам странски и домашни инвеститори во општината наша, преку даноци, преку кредити. Ако земам кредит, ќе го користам да градам фабрики, фирми, производствени погони и да формирам јавни и приватни компании со странски инвеститори, со наши инвеститори. Значи, наместо да ги трошам за глупости, јас го кажам малце народот да го свати, ова нормално, народот го знае, за некои си непродуктивни проекти во случаја како што беше Скопје 2014, не сакам да се повторувам, за споменици и така натаму, значи ние мора да се фокусираме и јас сум да за тоа, бидејќи ние не можеме, Македонија не е економски моќна, треба да се поврзуваме. Имаме доста луѓе од диаспората кои што еве јас 30 години живеев, со доста луѓе разговарам по светот. Луѓето се исплашени, има луѓе кои мене моја возраст сака да дојдат, некои се помлади, што се успешни, што ќе отворат некој бизнис. Не е дали ќе биде бизнис од 5000 луѓе или ќе биде 100 луѓе или 20. Да ги привлекуваме луѓето, да креираме една клима за да се осеќаат дека нивните пари што ќе ги инвестираат тука ќе му бидат безбедни, а не да му пуштаме инспектори па да ги уништуваме. Значи, казните се чудо нешто. Господине Ташков, повелете и вие истото прашање, па да продолжиме со репликите. Сепак јас ќе кажам, сепак странските инвестиции, домашните инвестиции зависат и од централната власт и од законите што се носат во државата. Ние досега немаме изградено на ниво на држава систем како да ги натераме домашните стопанственици и оние богаташи да почнат да инвестират во државата. Ние не сакаме да се пресликаме од современите земји како тие
тоа го има спроведено да не може парите надвор државата да ги вада. За жал, граѓаните знаат дека во овие 26 години меѓу 15 и 18 милиарди евра се извајани од Македонија. За жал, тие пари може да бидат инвестирани во нашата татковина овде. Исто ќе напоменам за општина Битола. На општина Битола во изминатите овие години имаше најава на многу странски инвестиции. Ама не знам, не можам да шпекулирам по кои побуди, тие беа избркани на некој начин заради што онаму кај што беа понудени сите понуди им побараа пари. И луѓето, јас имам еден таков случај, му барат пари за да можат да си ги задоволат некои нивни барања. Само ќе ви кажам, околу домашните инвеститори. Гледаме многу слабо од домашните инвеститори, оние што располагаат со голем капитал, не сакат во нашата општина да инвестират. Еве само ќе ви кажам како пример. Земете ги паркинзите. Паркинзите се даени на во приватна состојба да ги користат. Сегаш. Тука е најголемата грешка. Значи, ние самите почнуваме стеблото, на стеблото кое седиме си го сечиме. Значи, парите што треба за развој, за инвестиции, за капитални инвестиции, парите што треба во општинската каса да влегуваат, некој ги користи. За жал, тој истиот некој што ги користи, уопште ништо не инвестира во тие паркинзи или нешто да се проширва таа дејност или било која друга дејност. Разбирате? Или во градежната сфера. Тука исто имаме голем проблем. Значи, оние градежни предпријатија што делуваат на општина Битола, само видете работниците во која ситуација се со плати и со нивните заштитени интереси. Тоа не сме да се случува понатаму така. Јас кога би бил градоначалник, ќе застанам цврсто со тој став, значи ќе аплицирам до централната власт, сето преку аргументи да им докажам да се смени сето ова наше живење. Вака како што е тргнато, се оди во пропаст. Значи, домашните пари што ги прават бизнисмените, сите ги ваѓат надвор државата. Мислам, то не би требало да се случува. И сега видите што се дажа. За овие години што стигнаа странски инвестиции, сега во последно време и тие сака да бегат. Тоа е исто голема грешка. Значи, не се оди на тој систем да повеќе да ги задржиме ние тие странски инвеститори, па ако треба и поголем бенефит да им дадеме, значи државата, општините да му дадат поголем бенефит, да му дадат поголеми услови за да може да опстана таму, а не да одиме на таа варијанта ние да ги избркаме. Ви благодарам, господине Ташков. Имате право на реплика. Господин Илиевски, повелете. Имаме на реплика страна господинот Огненовски, чисто мало и дополнување и разјаснување на работите. Значи, би сакал да кажам дека ингеренциите на локалната самоуправа не е да гради фабрики, нити може, нити има буџет, нити има по закон тоа да речам право. Всушност, фабриките треба да градат стопанските субјекти. Тоа е една работа. И втора работа, минималната плата. Не можете во едно стопанство, пазарно стопанство, веројатно господинот Огненовски многу добро знае, бидејќи живеел во Америка, минимална плата да се административно да се уредува, ако стопанството не е доволно јако, тоа да го издржи. Конкретен пример ќе дам. Ние велиме сите дека во странски инвестиции имале мали плати. А оти не кажеме колкави плати имаат во фирмите на моменталниот премиер Зоран Заев. Имат помалку од минимални плати. Значи, ние ако се залагаме за нешто, треба да почнеме прво од сопствениот двор. Значи, тој е моментално премиер, нека ги покачи платите во сопствените фирми каде има работници, па после нека зборува дали имало мали или немало мали плати во странски инвестиции. Пак ќе потенцирам. Минималната плата се подигнува со конкуренција, со конкурентност. Кога ќе има повеќе фирми, кога ќе има повеќе работни места, самите фирми сакаат ќе покачат платата за да го задржат добриот работник. Само на тој начин се зголемува платите во стопанството. Ви благодарам. Дали останатите имате реплика? Тоа господино Илиевски, да разјасниме, 27 години мислиме дека сме капитализам. Имаме некоја филозофија дека ние не можеме да градиме фабрики, дека сме капиталистичка општество и така натаму, тоа се заблуди. Ако негде законот не дозволува, ние треба како идни градоначалници да се залагаме све да направиме, што е тоа да почнеме стварно фабрики, да отвараме и фирми овде. Не можеме само на странски инвеститори да очекуваме.
Смешна работа, пак ја повторам, конкретниот случај со политичарите наши, ги викаат странските фирми да инвестираат, а градат споменици со наши пари. Значи, ние можеме да градиме споменици со наши пари, не можеме фирми, не постоел во законот, па ќе промениме закон. Па ние како началници од Битола треба револуција да направиме, не еволуција. Ги слушаме горе политичките челници. Значи, зборувам за нешто, ако не постои, да го промениме. Ако не го промениме, не можеме да градиме. Во конкретниот случај што зборуваме за сега, да, може да постои јавна приватна фирма, може да имаме јавни фирми, зошто, како не може, еве, комуналец или други фирми. Ќе го промениме законот на уставно ниво. Ако не сакат пратениците, господин Илиевски е пратеник толку време, нека каже што има досега направено, добро за Битола, нека даде една реплика, што си има изборено, ова ја што го кажувам за законите. Значи, не е целата влада 120 пратеници, а да не влегувам тама, Америка има 100 сенаторија, ние имаме 120 пратеници, наместо да имаме 15, 20, 25, касата е празнат, нон-стоп, тоа е друга тема, на 320 милиони во Америка сенатори, значи како може Калифорнија, кај што живеам, од Лос Анджелос, да направи $15 минимална плата на сат да биде, или Лос Анджелос како град тоа да го направи. Значи, благодарам, господине Огненовски. Истече и повеќе од времето. Господине Илиевски, имате право на контралепелика, 30 секунди. Колега, тоест господин Огненовски, живеевте во Америка, ќе ве молам дали има пример да државата Америка гради фабрики. Значи, фабриките, дали се странски, се домашни, си градат стопанството. Не може државата да гради фабрики. Тоа се правеше во времето на социјализмот, кога поинаку беше општественото уредување. Сега имаме друго општествено уредување и на друг начин функционираат работите. А за да минимална плата, пак ќе кажам, минимална плата се крева со конкуренција во стопанството. Ако има повеќе фабрики, тогаш можеме да притисниме да ги покачат минималните плати и самите тие ќе си покачат плати да си задржат работниците. Колку и да ги притискате вие, ако нема, идите од Америка, ако нема собственикот на фабриката ЕСАП, како ќе му дај плата на луѓето, ако нема ЕСАП? ЕСАПот е тој, да го задржиш работникот, треба да имаш конкуренција, сакаш ли ќе качиш плата. Господине Огненовски, дали имате контрареплика? Да, сигурно имам. Прво, еве сега го спомнав, го кажав дека во Калифорнија, во Лос Анджелос, има децентрализација во Америка. Значи, United States of America, да го кажам УСА на наше, обидене, значи, самите тие имаат закони и секоја држава, 50 држави си носи свој закон и градовите се разбира децентрализација. Јас зборувам да се направи и во конкретниот случај со платата, да, тоа постои во Америка, значи постои во Калифорнија, во Лос Анджелос од 2022 година, прогресивно до $15. Значи тоа постои. Јас зборувам, ако не постои, да го направиме тоа. Нема да чекаме ние, бидејќи сме држава, не зборувам држава, јас зборувам за општината Битола. Ние ќе се избориме, јас кој ќе бидам градоначалник, ќе се изборам за да може нашиот, не само општината, зборувам и за други инвестиции, да може да сме во состојба да отвараме. Еве, например, сакаме асфалтна база. Зар треба нас државата да ни каже дали ние можеме да отвориме јавна фирма за асфалтна база? Па за погребите. Во Комуналец ги укинаа погребите, пример, за сиромашни луѓе. Ви благодарам, господине Ташков, дали може имате... да тоа завршам. Ајде, само на кратко да молам. Значи, имаме Комуналец. Ако сака нашата општина да формира фирма, ќе формирам. Значи, горе ние треба како луѓе да имаме прогрес, ние пропаѓаме вака. Можело, не можело законите. Кои се тие закони? Законите се на народот. Еве, зошто не ми одговоривте, господина, досега, како советник, што имате направено за доброто на Битола, во конкретниот случај да промените што би направили? Да му дадеме на господинот Ташков време за реплика. Вака се. Сите знаеме со законот за локална дека општината заедно со сите институции постои за граѓаните. Значи, граѓаните треба бенефито да го добијат од сето она. Зато општинската администрација, начело со градоначалникот, тие се институциите што треба да подкренат околу сите оние работи што не се заштитени граѓанските права, да ги активира инспекцијските служби во општината, да одат на терен во сите оние места кај што има работници, значи кај што има инвестиции странски, домашни, да провера како е
начелото на нивното работење. Дали тие работници се заштитени сите нивни права? Зашто видовме во изминатите години дека и синдикалните организации баш не делуваат толку на терен, онака како што треба, пошто и во некои фирми ги избегаваат синдикалните организации. Значи, затоа, преку некој инструмент, тој инструмент постои во законот за локалната. Значи, градоначалникот, таа личност, треба да иницира, значи, преку својата институции, да излези на терен и да види како нивните граѓани работат и живеат во на тие работни места. Ви благодарам. Дали имате контрареплика кон господинот Ташков? Јас имам се разбира. Повелете. Сигурно ова го зборувам, бидејќи државата, општината се разбира, поттекнува од државата. Еве, владата сега донесе закон да биде минимална плата 12.000 денари. Значи, кој може да живее со 12.000 денари? Ја ова сега го кажувам, дека ние ако чекаме работодавците да ја зголемат платата, тие нема да ја зголемат. Ретко кој некој ќе го направи тоа. Работодавецот е во бизнис за да прави пари. Некој се похумани на некој начин. Не викам дека работодавецот не треба повеќе пари да прави. Тоа е капитализмот, тоа е инвестира ризик на неговите инвестиции и време. Но ние мора да заштитиме, значи, вработените. Исто и работодавецот. Ако некој сака да го кради работодавецот, не само да го избркаш од работа, нека си оди по суде, па нека оди по затвори. Значи, тоа е тоа, не да се занесуваме дека ние не можеме, ние можеме се да направиме. Некој треба да потегне нешто и да го направи. Јас зборувам како треба да биде. Ако не е во законот, не е. Ние не можеме сега да се... Америка инвестира огромна сума на пари во секакви фирми. Преку разни начини ги стимулира. За наука, за нови достигања, нови иновации. Но не навлегувам таму. Само кажав дека во Лос Анджелес од 2020 до 2022 $15 на сат. Не ги интересира од кај си, шо си, отвараш фирми, не отвараш. Ако имаш една пицерија мала или си Toyota. Ви благодарам. Продолжуваме понатаму и со други теми. Ја начнавме претходно и темата за капиталните проекти кои се содржани во вашите програми. Поверете, господин Илиовски, кои се капиталните проекти кои ги ветувате на битолчани дека ќе бидат реализирани во следните 4 години? Имате 3 минути. Во програмата има повеќе проекти кои што се офатени од разни сфери, да речем, на живење во градот. Поголемите проекти капитални, сепак би ги набројал, тоа се понатамошно инвестирање во индустријската зона Жабени, што ја спомнав, понатамошно инвестирање во инфраструктурата во сега кај што се наоѓаме во поранешната касарна, за да се подобрат условите околу, нарочито околу изградените веќе објекти во индустријската зона, во старата касарна. Продолжување на проектот за гасификација. Значи, гасификацијата, кракот е веќе стигнат, веќе се качува, што викам аз, народски по Плетварот, од Неготино спрема Прилеп, се качува по Плетваро и за брзо време ќе префали Плетвар и ќе стигне до Прилеп и ќе проложи спрема Битола. Обезбедени пари, почнат проект, единствено ако му текни на сегашната влада да каже дека е грешна трасата, па да прекине, меѓутоа, во тој случај гарантирам дека јас како градоначалник, заедно со сите мои битолчани ќе одиме во Скопје, па ќе видиме дали ќе прекинат или нема да прекинат проектот. Топлификација, исто така обезбедени пари, веќе почнати активности, тендерот треба да почне да се реализира, значи копањето на главниот топловод од напролет на летната година, да дојде до Битола и после веќе и општина да си преземи дел за правење на топлификацијска мрежа. Капитален проект кој што е нов, тоа е изградба на пречистителна станица за отпадни води со колекторски систем. Значи не само што ќе се пречистува отпадните води, туку и ќе се зафаќаат околу Битола и што е многу значајно за нарочито за селата кои што гравитираат спрема старата Бистричка општина, непопуларниот канал 5 кој што има непонослива миризба, на тој начин миризбата повеќе нема да постои, бидејќи ќе бидат зафатени водите и ќе бидат однесени таму. Тие се така поголеми проекти од страна на инфраструктура кои што се планирам да ги проложам и да ги реализирам во мојот мандат. Нормално да не зборувам за реконструкција на училишта, за реконструкција на градинки, за сточниот пазар кој што планирам да го изградам и да го дислоцирам, откупен центар за земјоделски производи, кванташки пазар
и изработка, тоест пуштање во функција на полигон за полагање на возачки испити, тоа е за тест. Останатите теми ќе ги разработиме подетално нешто подоцна. Господин Огненовски, повелете, кои се главните проекти кои им ги ветувате на битолчани за следните 4 години? Пред се сакам да кажам дека се разбираме повеќе, но главните да спомнам неколку од нив. За мене Пелистер е еден од најглавните. Пелистер треба да почнеме да го градиме, бидејќи имаме европска светска планина. Имам искуство од Америка, сум бил и во држави како што е Колорадо, таму се едни од најубавите скијарски центри, спортски терени на планините. Да се постави првите 4 години, сакам гондола, не гондола, жичара, како ја викаме, значи догоре да соди до скоро врвовите, да се почне таа првата фаза, овој проект ќе трае негде 12 до 15 години да се комплетира. Ако имаме малце повеќе стреќа, да се изградат повеќе скиорски, значи патеки, со хотелчина, со бунгалова, кампови, ако влезат поголеми странски инвестиции, корпорации, бидејќи тие тука се зборува за сума негде од 50 до 100 милиони долари, значи да имаме нешто во иднина да оставиме, но тоа е мојот првиот проект, што сакам Пелистер да го племенам. Патов се разбира да се направи до горе, за да можат два огромни автобуси да се помине, а не можеме со кола да се врви. И сите пропратни села да ги уклучиме и се разбира Битола, бидејќи со тоа ќе се креира вработување во иднина. Значи да го развиваме туризма. Друг мој проект што е капитален, исто и огромен, проект за сончевата енергија да се употребува во Битола. Јас сум против топлификација, гасификација, тие се скапи проекти, неиздржливи и не знам колку години нема да се остварат, треба цела Битола да ископаме. Значи, нешто што е денес, што може за 2 дена на една куќа или за 5 дена на една фабрика, да се постават сончевите панели, свет оди напред, ја користиме сончевата енергија. Рек Битола не уништува, се разбира загадувањето од куќите што го имаме, од оджаците што излегува во зимата и преку лето со сите други фактори како што се коли, автобуси. Значи, да се направи една индустрија, мини индустрија, пак ќе кажам, Битола е мал град, да се покријат со теко на времето во првите се разбира 4 години, максимално што повеќе објекти од стопански и кои ќе да покриеме за сиромасите, да има фондови, како ИПАР фондовите и други фондови од светот, значи има донации од огромни корпорации како што е на Бил Гейтс, само не знаеме да ги користиме, досе не ги користиме, бидејќи за жал досега градоначалниците не размислуваа вака, размислуваа како на некој тендер нешто да се дели, да се прави, јас не знам шо прават. Не сум во тоа навлезен, само знам, слушам, не сум експерт, си има закони и нека таму испитуваат јавното обвинителство и судството и милицијата. Но за мене лично тој проект е огромен, бидејќи сите овие фактори ќе запослиме луѓе за одржување, за поставување, ќе запослиме исто сака во план сум едни од поголемите компании во светот, кој ќе станам градоначалник да разговарам, да дојдат тука да отворат еден погон, не само за Битола да градиме сончеви панели, за цела Македонија и на пошироко. Тој ми е најважен проект, да кажам, со Пелистер, исто така за... Ве молам, привршувајте само. Добро, пазаро што е нашиот пазар во центарот на градот, да се струши цел, да се одозгоре да се постави огромна плоча каде што ќе биде покриен, ќе се користи за паркинг со сончеви панели, контролиран да биде натре пазаро со загревање, ладење, не можеш луѓето на минус 30 или 20 да ги чуваш во лето на 30-40, луѓето не може на тие услови да обстанат, а исто и робата, стоката, како да кажам, се расипува. Значи, тоа е тоа. Имам и други, али времето истекува, за жал. Ви благодарам, господине Ташков, повелете вие. Кои се капиталните проекти за следните 4 години за Битола? Видете, вистина за време на предизборието, сите излегуваат со големи капитални проекти. Али тоа само ќе важи само до изборите сега. Јас нема да спекулирам пред граѓаните и да им нудам било шо. Јас ќе тргнам од таа ситуација од потребите на граѓаните. Што после моето доаѓање градоначалник им е најнеопходно на граѓаните. Значи, останати работи што не се завршени. Како прво, населбата Бајр. Населбата Бајр
Не знам дали сте биле во таа населба, луѓето, значи немат ни вода, немат ни струја, немат ништо, немат ни патишта, немат ни куќи соодветни за подуслови да живеат. То, како градоначелник, ќе морам јаска заедно со општинската администрација со советот заедно да изработиме еден проект и да аплицираме во меѓународни рамки на тие луѓе и да им го подобриме животот. Друго, проблем е исто сообраќајот во општина Битола. Значи паркинзите. Никој досега од политичките партии не излезе со став да каже што со паркинзите. Дали правото на собственост да го користи собственикот ќе им биде одземено. Никој не каже. Ми зборуваат дека сообраќајот е гуз, дека во сообраќајот ќе воведат ново сообраќајно решение и не знам што там. Тоа не е начин. Треба јасно да се каже, пошто паркинзите најголем приход во општината во овој момент носат. Исто. Јас размислувам, значи паркингов пред Домот на културата да биде тука само едно големо шеталиште за граѓаните. Сега ќе прашате како ќе го реализирам тоа. Стариот хотел Македонија, значи може сум преговарал јас со собствениците, киното Македонија и дел позади јад зградата што е, тука може да се изгради катна гаража и тоа ќе го реализирам, па макар и со кредити. Значи, Битола заслужува за една катна гаража. На приземјето да биде мал трговски центар, тој мал трговски центар ќе си го користи собственикот на објектот и она што ќе се договориме начелно, ќе застанеме со стручни луѓе и со поширока тема на граѓаните. Значи, да изработиме еден конкретен проект. Не можеме тука, на тој централно градско подрачје, да копаме надолу. Тука немаме ние толку висока структура за одвода. Значи, одиме на таа варијанта, тој дел, пошто гледаме ние само со табли, со реклами е заштитен, тој да направиме една атракција, значи да го вратиме лико стариот лик на градо, со една катна гаража на 4 спрата, кои натре 600 места, паркинг места ќе може да се задоволат, кои 2 пати поиќе од овој постоечкиот сега што е. Друго, исто така, одамна реализација, значи сите подпелистерски села. Водите од низ тие подпелистерски села течат низ селата. Тука луѓето не му е решен проблемо околу фрлајнето на отпадот. А отпадот го фрлат во реките. Исто патната структура за доаѓањето до тие села. Само ќе го земам за пример. Ке се навратиме на инфраструктурата. Подоцна истече и повеќе од времето. Ви благодарам. Дали имате некоја контралеплика, господин Огненовски, повелете? Двајцата кандидати. Само на кратко ве молам. На кратко се разбира. Конкретниот случај со топлификација и газификација, кратко ќе кажам, тој е 26 години уфрлуван. Изгледа атрактивно, народот кој ќе слуша чудо нешто од топлификација и газификација. Тоа нема да се оствари. Не знам за колку години. Се разбира не е рентабилен. А што се однесува за неговиот проект за Гоце Делчев плоштадот, јас мислам дека имаме подобро решение. Решението е, тоа во градот се слуша подолго време, но треба да се направи, се разбира. Значи, Гоце Делчев плоштадот, тоа треба да стане плоштад, да се затворат улиците, подземна гаража долу, да не се чепка ништо друго да се турка. Само така може тој проблем да се реши. И кога сакаме да имаме концерти или политички настани, ќе се пошел политички настани. Значи, каде што бериме граѓани од цела Македонија со автобуси ги носиме, за да собериме што поќе луѓе да покажеме моќ и сила, а ние независните кандидати се разбира, не можеме да собериме, немаме толку средства и така натаму. Значи, тој плоштад се да се помера, модерна технологија, ќе имаме и фонтани, и гулаби, и клупи, да биде нешто во стило, нашиот македонски стил. Значи, архитектурата, цел плоштад да се затвори, да нема кај педепинал, коли и така натаму. Повелете, господин Аташков. Исто имаме на реплика. Во овие години, значи уназад земено, исто сакам да кажам, дека урбанизмо, во смисла на работењето на урбанизмо, значи, почнувајќи од локалната.
Натре во фиоките на општината илјадици проблеми граѓаните што имаат во смисла на урбанизмо, никој не сака тие да им излези во пресред. Значи дајте еднаш да застанеме, да им ги решиме проблемите со урбанизмо на граѓаните. Не може да има два аршини. За некој мајка, за некој маштеја. За некој може да градат кај што ќе стигнат, а некој дома две фамилии не можат статусот да си го решат, да си го поделат имот. Во фиоките на општинската администрација им седат документацијата. Тоа треба потхитно да го решаваме. Ви благодарам, господине Ташков, и вам. Споменавте проектите за топлификација и гасификација, за користењето на сончевата енергија, регулирањето на сообраќајот, а сето тоа упатува на решавање на уште еден сериозен проблем на битолчани, а тоа е аерозагадувањето. Покрај овие мерки, предвидувате ли други мерки за справување со овој проблем? Господин Илиевски, повелете. Квалитетот на воздухот што го дишиме, не за сега сите, меѓутоа и до сега велев, а и сега ќе повторам дека таа тема не треба да се користи за политички препукувања, туку треба сите ние заеднички да пристапиме кон решение на тој проблем. Решението на проблемот не е едноставно, не е преку ноќ, туку решението на проблемот бара вклучување на многу институции, многу мерки и сето тоа да се следи со спроведувањето. Неколку работи кои што јас ќе ги потенцирам. Топлификацијата е едно од решенијата кои што ќе влијае многу на решението, значи проектот мора да се заврши. И ние како битолчани од него не смееме нити педа да отстапиме. Гасификацијата исто така е проект кој што мора да се спроведи, бидејќи влијае на нашата животна средина, тоест директно влијае на загаденоста, тоест незагаденоста на градот. Освен тоа, проекти кои што ние како локална власт, тоест јас како градоначалник можем да влијаам директно, е засадување на повеќе зеленила во градот, предвидов 10.000 нови садници во цело, да речем, градско подречје. Дали се зацртани локациите за тие садници? Локациите ќе бидат направени врз основа на студија кој што планирам да ја направам заедно со стручните служби од Комуналец, не само локациите на дрвата, туку и да се детектираат оние места во градот кои што можат да се ревитализираат и да бидат направени нови паркови. Изградба на нов парк во Нова Битола, околу улица Социјалистичка, мислам че се викаше улицата, комплетно со комплетна инфраструктура. Изградба на велосипедски патеки по главните сообраќајници Партизанска, Васко Карангелевски и булеварот. Купување на велосипеди, значи субвенција од страна на општината за купување на велосипеди од нашите граѓани, средување на гужвата во градот со еднонасочен режим на сообраќајот и имплементација на локалниот еколошки план кој што е веќе донесен од страна на Советот на општината Битола, каде што се детектирани и други мерки во однос на загадување од приватни куќи, значи грејење, мерки во однос на собирање на отпад, мерки во однос на чистење на улиците редовно, мерки во однос на каде што се гради, да се пази дали таа прашина се пренесува во другиот дел на градот. Мерки кои што планирам да ги спроведам многу поригорозно и многу поточно со зајакнување на едно оделение во општината кој што ќе се грижи баш за оваа проблематика. Значи оделение кој што ќе обрни посебно внимание на квалитетот на околината во која што живееме. Воздух, вода и ѓубре. Ви благодарам, господине Огненовски, повелете. Поставете го прашањето, ве молам. Како планирате да се справите со аерозагадувањето во Битола? Сигурно тоа е едно од најважните прашања, затоа што Битола по податоци, значи е во првите 10 градови со Тетово и со Скопје, тоа е трагедијата наша. Секој како ќе дојде, се разбира, на власт, зборуваме се и за државната власт. Горе, тие се главните мојтници. Нема досега направено ништо за конкретниот случај за Македонија, за Битола. Рек Битола загадува. Господин Илиевски вика, ова не треба да биде политичка тема и така натаму. Како не треба, господин, да ни биде политичка тема, луѓе не умираат од рак. Ние во страв живееме овде, загаденост невидена од рек Битола, конкретниот случај и од други загадувачи, али зборуваме за рек Битола. Значи тоа ќе го запрам на овие следни начини. Секој нека запамти, нема повеќе во Македонија државна влада, општинска влада.
Јас ќе си се борам со моите луѓе, со граѓаните на Битола, заеднички да ги оствариме овие цели. Под број 1, се што е потребно, филтери, санација на земјиштето, посадување на дрва, шуми, не е битно како сакаш кажи. Значи, ние тоа мора да го направиме и да ја форсираме владата на Република Македонија со собранието да донеси одлука за наредни 6 месеци тоа да го санира. Немаме пари, имаме пари, коштало 120 милиони, но го коштало 15, ќе си ги најдам. Да се потрошија милиарди долари. Се уништија, нас граѓаните не ништат, почвата ја ништат, животинското царство што викам го ништат. Значи, ние зборуваме за некоја органска храна. И јас имам план органска храна, ма кај ќе градим органска храна со која цела Пелагонија и почвата се е загадена. Под број 2, значи ова ако не се заврши, јас ќе излезам, лично кажувам, демонстрација ќе направам, ќе блокирам рек Битола. Нема да има 5 дена струја, 3 дена месец, не е ни битното. Тоа го повторувам, ќе го кажам, со помош на граѓаните од Битола. Значи не може ние да ги оставиме вака да се понашат расипнички према нас. Владата гора. Што е која влада? Таа е влада на сите, не е само за нив. Значи тоа е еден пример, ќе биде, се разбира и за Тетово, и за Скопје, и за другите градови кај што има загадувачи, еднаш за секојаш. Гледате во Тито Велес, Велес уствари сега градо наш, промена и на името, што се случува? Си спотепаа луѓето ги испотруи. Значи тоа ќе биде друга работа. Ние имаме проблем, имаме централизација, мојта се отиде во Скопје гора. Зошто? Ќе барам да се врати, значи тука да биде раководството на место во Скопје, во Битола, тогаш повеќе ќе се грижи за овој регион, за општината. Ќе барам проценти, значи и оштета од државата 26 години што не уништува, да платат пола милиарда евра за 26-7 години, значи мора притисок да се направи на кој да е влада. Не може поќе вака да се грачува. Ви благодарам, вашето време истече, господине Ташков, истото прашање. Видите, вистина е проблем загадувањето, ама треба да се лоцира вистинскиот проблем кој е. За жал, вистинскиот проблем го знаат државните институции кој е. Имат направено елаборат и точно се знаат кои се загадувачите. За жал, во овие 26 години не се застанат цврсто сето тоа да се реализира. Знаете зашто не сака да се реализира? Јас ќе ви кажам затоа што. Затоа што набавувачите на филтри се од западот, германски, аустријски, јапонски фирми. Тие производители на тие филтри ќе треба на лице место и да ги монтират и да ги одржават. Али нема тендери тука. Со странски фирми не може ништо да искористат. Сега ќе ви кажам уште една работа. Битола како општина најпој ќе се загадува, значи овие неколку години уназад, затоа што има спорен процес околу луѓето не може дрвата што си ги плаќат, не може да си ги добијат дрвата. И како се греат луѓето? Со пластики, со гуми се греат. Населбата Бајр со пластики, со гуми се греи, кој ќе се направи на обивка во зимските периоди, сето тоа граѓаните го дишат. Слободно може да видат кој ќе си ги сушат алиштата, сите црни се. Мислам, жалосно е што сме дојдени во една ваква ситуација, сите овие елементи да не им ги понудиме на граѓаните да може сите овие работи да се испрат на еден прав колосек. Не е можно, пензионеро платено има дрва, одете сега во Шумското, нема дрва ти вели. Како ќе се грее сега? Како ќе греат оние што има дечи на мали дома? Како ќе се затоплуваат? Па тоа не е сериозна работа. Тоа треба да влезе во фаза кој ќе си плати човекот, кој ќе биде исплатата извршена, дрвата да му стигнат. Значи, за да можат луѓето да си ги задоволат оние потреби за грејање. Исто така сакам да кажам, дека околу Собраќао, значи ќе се води поголемо внимание, исто како што каже господин Илиевски, значи да се направат патеки велосипедски, значи повеќе граѓаните велосипедите во времето кои ќе имат можност да ги користат. Значи сите тие елементи што ги напомна господин Илиевски, тие треба да се спроведат, не да ги зборуваме сега за избори. Значи ние утре кои ќе дојдеме градоначалници, сите овие недостатоци што им се потребни на граѓаните, да застанеме цврсто и да ги решаваме. Па макар и со централната власт да извршиме поголем притисок, сите овие загадувачи да можеме да ги анулираме, значи ние да бидеме една нова генерација, без разлика кој ќе биде кандидат за градоначалник од нас, нема врска, тоа ќе си го каже
народо, значи да почнеме една нова генерација, сите овие аномалии што ни се дојдени во ситуација да ги решаваме. Исто така сакам да кажам за рек Битола, за оджаците. Па досега требаше рек Битола да си ги има тие филтри наместени. Години поминеа, и самите вработени во рек Битола го знаат тој проблем, пошто и тие таму работи, и тие се загадени. Значи, сепак државата треба цврсто да застане и тој проблем да го реши. Не само сега, само за изборите, ќе купиме вакви филтри, ќе наместиме оние филтри, то не е начин. То треба да се спроведба и да си течи тековно работење на институциите да биде, па макар и на општинските институции. Ви благодарам. Во интерес на времето, го кратиме времето за одговори, ќе концепираме по неколку теми. Грижата за најмладите жители на општина Битола, меѓутоа и за оние повозрастните. Веќе подолг период Битола се соочува со поголеми листи на чекање во детските градинки, меѓутоа и со потреба за грижа на старите лица. Како ќе помогнете во однос на најмладите и највозрастните жители на општина Битола? Господин Илиевски, повелете, имате 2 минути. Би почнал прво со помладите. Значи, веќе се предвидени реконструкции и проширување на 2 капацитети на градинката Естрева Вади Амара, на нивните, да речам, истурени делови. Исто така, планирам, веќе е во план наредната година да се пушти капацитетот кој што се гради во Кравари за згрижување на млади луѓе. Тоа беа со европски пари. Планирам реконструкција на останатите градинги кои што се во градот и планирам зголемување на капацитетите да искористиме оние згради, условно речено, значи училишта кои што училници кои што веќе се празни или домови во местни заедници кои што може да се пренаменат и да се реконструират и да има поголем капацитет за згрижување на нашите најмлади. Дали има некоја бројка колкав број на нови деца би опфатиле овие проширувања? Проширувањето моментално кој што се веќе влезени во програма и треба да се реализираат за 100 нови деца во едниот дел на еден од објектите на Естрева Вади Амара и за уште 30 во друг објект на Естрева Вади Амара. Планирам, пак кажав, освен тие капацитети кои што се веќе изгледни, да зголемиме и на друг начин капацитет за згрижување на нашите млади. За постарите, повозрастните, како општинска администрација, како градоначалник, ќе оформам служба кој што ќе се грижи и за нив и во домашни услови, кој што ќе им помага, кој што ги посетува, кој што ќе им помага во плаќањето на сметките, во секојдневниот живот, набавка на мирници, кој што служба ќе биде во склопот на старскиот дом Сујерајдер и кој што, бидејќи немаме доволно капацитети си да ги изгрижиме, на лице место да може да му помогнеме на постарите лица. Господине Огненовски, повелете вашите 2 минути. Грижата за најмалите и највозрастните жители на општина Битола. Сигурно. Се разбира, ако нема капацитети, треба да се градат капацитети. Тоа секој го знае. До сега, за жал, не знам што правеа 26 години, поготово 12,5 години, поклон што ни беше градоначалнико, не знам што правеше. Што во следните 4 години? Јас во 4 години би градал, би отворал нови, се разбира, градинки. Нема тука друго што. Исто така зборувам за младите кои што брачни парови, кои што имаат деца, кои што немаат доволно плата, социјалните случаи бесплатно би ги уклучил овие деца, дали имаат 1, 2, 3, не е битно за бројката, би му се поможила на тој начин од фондот, ќе се има фонд во Битола да се поможи. Јас не знам зашто имаме толку проблем со децата до сега, видејќи пола деца се заминаат и младите брачни парови заминаа во странство. Второ, за старите можам да кажам дека за старите ние мора да водиме подобра грижа, па да се градат и нови домови нормално, бидејќи не мора ние со наши пари само гради, има инвеститори, има странски, има домашни инвеститори што ќе ги градат овие домови за старите. Значи, тука исто би додал во овој контекст во моите 2 минути дека би се грижал за луѓето како што се самохрани мајки, да им се поможи во секој поглед и се разбира за лицата со посебни потреби кои што се заборавени во општината, никој не се грижи. И тоа е, мислам, една од најважните работи. Ви благодарам, господине Ташков, истото прашање. Пошто дојдовме на оваа тема, ева јас да и некој фалење, јас сум дедо, имам 6 внучина и баш ме засега
баш ова тема. Вистина е така дека нема доволно можности за да се задоволат сите дечина во градинките. Како прво јас кој ќе застанам како градоначалник, ќе направам една детална анализа, значи заедно со истите тие раководители на градинките и се што е на пошироката јавност и оние експерти што се занимаваат со тие социјални проблеми, да изработиме еден проект, да видиме на Битола што е најпотребно и за младите дечината, а и за пензионерите, за постарите лица. Јас мислам дека јас ќе одам на варијантата да аплицирам за капитални објекти, да се аплицира во меѓународните фондови. Досега, за жал, не е тоа изработено. Значи, сигурен сум, ако со конкретни проекти излезиме во меѓународните фондови да аплицираме, сигурен сум дека некои од тие проекти ќе бидат успешни. Пример за сега за овие за градинките и за старите лица. Значи да се изградат онолку капацитети колку што е потребно за нашиот град и на оние места и во руралните средини по селата, кај што има потребна вистина, да им дадеме на граѓаните сето она што е неопходно за нив, а исто и за старите лица. Значи, ако е потребно, значи онолку колку што е потребно да изградиме едни луксузни, да се преслика од западо, да изградиме современи луксузни старски домови. А тоа можеме да го направиме само ако имаме добра волја, не сега само за изборите да зборуваме, туку потоа да почнеме да работиме без разлика ние како кандидати дали ќе добиеме градоначалничка функција или не, ние сепак треба да застанеме заедно пак да се бориме и понатаму. Значи да не застанеме овде сега само за изборите. Значи, Ви благодарам, господине Ташков. Пред самиот крај, уште две теми кои неизбежно е да се споменат во Битола, а тоа е спортот и културата. Битола како град дека живее за спортот неодамна покажа и манифестацијата на ракометниот надпревар на ветераните во Битола. Огромната посетеност таму беше сведок дека Битола е град кој живее за спортот, меѓутоа Битола е град и кој има бројни културни манифестации. Планирате ли во вашите програми поддршка на спортот и на културата во следните 4 години? Во мојата програма детално е пишено поддршката и на спортот и на културата. Планираме оние манифестации кои што се традиционални во Битола да бидат поддржани, како што се браќа Таманаки, како што Интерфест, како што се прославата за нектари, битолскиот светец и така натаму и така натаму. Со тоа што исто освен тоа планирам да најдем и нови содржини кои што ќе бидат поддржани од страна од мене како градоначалник и нормално од општината. Поголем акцент сакам да поставам на фолклорните друштва, бидејќи сметам дека таа е област која што треба да ја форсираме, бидејќи на еден начин младите на тој начин се учат и на традиција и се учат на дружење. Спортот планирам да продолжиме со поддршка на сите спортови во градот, нарочито оние спортови каде што е доминантен собственик општината, меѓутоа не да бидиме менаџери на спортските клубови, туку да створиме услови тие самостојно да функционираат. Поголем акцент ќе поставам на финансирање на школските спортови, на училишните спортови, на оние спортови кои што се малку, што се вика со помалку пари, а може многу повеќе да екзистираат, а се на еден начин како подзаборавени, како што е кугларството, како што е стрелаштвото, како што е спортскиот риболов и слично. Со еден збор да се даде поголем акцент на што поширока лепеза на спортови да бидат поддржани од страна на општината. Ке имаат ли младите можност да уживаат и непрофесионално во спортот? Освен тоа, значи освен директна помош во функционирање на спортските клубови, планирам во програмата исто така тоа е напишано изградба на спортски игралишта по руралните средини, изградба на училишни спортски игралишта по училиштата и нормално изградба и на спортски сали, така да имат можност да го практикуваат. Реконструкцијата на спортската сала Младост ќе продолжи, ќе се дозаврши. Тука има еден дел каде што е кугланата и тој ќе се реконструира, ќе најдеме средства дали од странство, дали од буџетот, тоа ќе го реконструираме, бидејќи Битол заслужува да има добра куглана. Изградба на фудбалскиот стадион ќе продолжи и тој ќе си добие една целина. Ви благодарам, господина Огненовски, повелете вашите 2 минути. Спорт и култура во Битола. Сигурно ни треба спорт и култура, бидејќи АЦ културата имаме изгубено за жал во овој начин на живење.
Јас верувам дека треба да продолжиме, значи, културата во сферата на театарот, во сферата на музиката, во сферата на уметноста, во сферата на и други области што ги имаме во културата, се разбира да ги поддржуваме, да се организираат нови настани. Битфест како Битфест е неуспешен, бидејќи премногу се организираат, а немаме капитални настани. Еден пример зборуваме за музиката, тоа подолго време го зборувам. Сакаме да организираме фестивал кој што ќе биде традиционален за најдобра песма на свет. Тој фестивал се носат најдобри пејачи, млади пејачи од светот по избор наш, кој што ќе доаѓаат тука и ќе се надпреваруваат за најдобра песма на свет, а со тоа ќе ни овозможи да може да го пренесуваме преку интернет по целиот свет и еден ден да го користиме овој фестивал за да се рекламира и Битола, општината Битола, да се рекламира туризмот, бидејќи очекуваме милиони луѓе да го гледат, како стануваме помојтни, еден ден може да и пола милиарда луѓе да го гледат, со сите пропратни и други работи, што се однесува за спортот. Спортот е трагедија кај нас. Јас лично би почнал да ги финансирам клубовите. Значи, може да има приватни клубови, но треба клубови кои што не може да бидат приватни, би ги финансирал, тренерите би ги плаќал со плати, а спортските најдобри спортисти би му додавал стипендии наши од општината, покрај што е од државата, а за патување да обезбедиме нешто, бидејќи не се работи за голема сума на пари, да имаме масовен спорт, се разбира, но треба нас најповеќе кој што ќе ни изфрли е нашите европски, балкански и светски прваци. Спортот кај нас е тотално запоставен, во школите би воведел лиги како што е во Америка, по факултетите тука што се. Значи мора тоа да се прави на тоа основа, да ги уклучиме децата што викам јас и од градинка тие по 4, 5, 6 години па понатам. Ви благодарам, господине Ташков, повелете. Културните манифестации во Битола во последно време се изоставени во смисла на работењето на другите општини. Гледаме другите општини имат поголема офанзива во смисла на културните манифестации. Јас ќе се трудам да ги изедначам културните манифестации кроз целата година. Околу спортските мои размислувања, Битола беше колевка на спортовите, не само за Македонија, и за цела Југославија. Мислам дека се доста спортовите изоставени. Исто така и рекреативните активности се изоставени. Јас ќе се трудам. Сите оние спортски настани, спортски клубови што ќе придонесват граѓаните да ги форцира, значи ќе потекнуваме од граѓанското размислување така да ги унапредуваме тие спортови. Еве, ние со Јорго сме стари спортисти, нас не боли се тоа што го гледаме сега со младите, многу млади луѓе изостанати се од спортските активности. Значи мора да му се даде поголемо значење за младиот човек да го натераме да спортува. Исто така за рекреативните спортови, за планинарењето. Јас како градоначалник со сите планинарски клубови, со нивните председатели, ќе правиме преку целата година, ќе има рекреативни планинарења низ околината на Пелестер и надвор од Пелестер со кофинансирање од општините. Ви благодарам. На самиот крај, сосем накратко по 30 на секунди, кажавме многу убави проекти, планови за Битола. Се надевам дека граѓаните на Битола ќе имаат можност да уживаат во сите овие придобивки кои им следат во следните 4 години, но од каде средствата за реализација на сите овие проекти? Господин Илиевски, повелете. Средствата ќе бидат јасно и гласно напишани со мојата програма, од каде ќе бидат набавени за секој проект. Ви благодарам, господин Огненовски, повелете. Се разбира, средствата ќе доаѓаат од општината, ќе доаѓаат од фирми, бидејќи јас како градоначалник ќе се залагам за спонзори и исто ќе доаѓаат од странски инвеститори, нашите од диаспората, има и фондови. Градоначалникот не може да седи цел ден по канцеларија и да оди само на состаноци, треба да се залага, да обезбеди, да креира, јас ќе креирам фонд, кој што тој фонд ќе биде дел од општината и другото ќе бидат спонзори од домашни и странски. Господине Ташков, од каде средствата за реализација на проектите кои ги ветувате во овие 4 години? Проектите по големите капитални проекти ќе одат, значи со апликација во меѓународните фондови, а другите општински проекти што треба да се реализират, градоначалникот е должен да ја активира
општинската администрација да се настојува општинската каса преку тендери да не се празни. Значи тука ни е нас живото што можеме да го спроведиме во реализација на сите оние активности за време на нашето владење како градоначалници. Значи да правиме што ќе правиме, општинската каса да не се злоупотребува од локалните богаташи. Ви благодарам, јас тука ќе ви се заблагодарам за гостувањето на сите тројца. Ви благодарам за времето кое го одвоивте да учествувате во оваа дебата на телевизија Мега и со оглед на тоа дека имавме можност да ја следиме целата кампања од самиот почеток и еве можеме да оцениме дека помина во демократски дух, фер и мирно. Ви посакувам во недела да имате успех и исти такви избори како што беше оваа кампања барем на локално ниво. Демократски и фер избори во недела. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме.